Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис Именада. Во нив ќе гледате. Тетовскиот градоначалник тврди дека новиот водоснабдителен систем на кој често се случуваат дефекти е изграден без потребните стандарди, па затоа ќе прави ревизија. Во планот на општината за 2022 година е предвидено проширување на зонското паркирање и нови паркинг места во подрачјето на град Тетово. Двоцифрени дневни бројки на новозаразени и неколку хоспитализирани на инфективното оделение во Гостивар за една недела. И денес продолжува маката на тетовчани во делови на градот каде со денови нема вода за пиење. Тетовскиот градоначалник тврди дека новиот водоснабдителен систем на кој често се случуваат дефекти е изграден без потребните стандарди, па затоа ќе прави ревизија. Во меѓувреме се чека подобрување на временските прилики за да се санира најновиот дефект. Полни шишиња и буриња со резерви на вода. Ваква е сликата во домовите на жители на населбата блок 70 во Тетово и денес. Дефектот во водоводната мрежа се уште не е саниран, затоа што според надлежните се наоѓа на непристапен терен. Граѓаните се жалат дека не можат да ги извршуваат основните хигиенски потреби. Значи немаме веќе вода цела недела тука во блок 70 и што да се каже, освен дека е многу страшна работата, трагично е без вода да се живее, многу мака се гледа. Значи шишиња се полнат кој како се снаоѓа и не се снаоѓаме во последно време, да не зборуваме за тие основни хигиенски потреби што ги има семејството да ги извршува секојдневно. Немамо вода ни да се измиемо, ни да се оперемо, ни да сготвимо. Куќе за риба ја више за чистење. Градоначалникот Билјалка Сами информираше дека чекаат подобрување на временските прилики и набавка на посебни спојки, за да се изврши поправка на најновиот дефект на лешничкиот систем. Тој вели дека постојат сомневања дека проектот за новиот водовод е без стандарди и ќе формира комисија за негова ревизија. Значи не е направен технички прием на системот за довод на вода од Лешница до филтер станица над Лисет. Прво, трасата е смената, во дел кај што има свечиште. Второ, според информациите, цевката не е според проектираниот, значи дебелината, односно колку бара треба да издржи, така да има издржани сомневања дека целиот проект е реализиран без потребните стандарди. Затоа, за по-детални информации, ќе има комисија, ќе има ревизија на проектот и истиот ќе биде приложен до јавност. Проблемите со лешничкиот систем започнаа минатата година во пролетните месеци. Досега во неколку наврати поради поголеми дефекти имаше повеќе часовни рестрикции на водата за пиење со денови. Во планот на општина Тетово за 2022 година е предвидено проширување на зонско паркирање и нови паркинг места во подрачјето на градот. Градоначалникот на општина Тетово Билјалка Сами на пресконференција денес го презентираше планот за зголемување на бројот на паркинг места во градот. Според предвиденото, планот ќе се реализира во неколку фази. Првата фаза јануари-март, во која на првото тримесечие од 2022 година ќе се реализираат паркинг места за која има веќе има потреба само од сообраќајен проект и согласност од страна на СВР Тетово. Во ова фаза ќе имаме додатни 195 зонски паркинзи, додека затворени паркинзи се предвидени 230 места. Така што вкупно во фазата на првиот квартал ќе имаме дополнителни паркинг места од 425 места. Во втората фаза, април-јули, во ова фаза се опфатени нови затворени паркинзи, каде ќе имаме 415 паркинг места и ќе се подготвуваат геодетски мерења, инфраструктурни проекти, земење на соодветни дозволи, сообраќајни проекти и согласности од СВР Тетово. Во третата фаза, јули-септември, се опфатени булевардите и тоа Благоја Тоска со 150 паркинг места и дел од булевардот Илинден 180 паркинг места, односно вкупно ова фаза опфаќа 230 паркинг места.
Во ова фаза ќе има интервенции за проширување на профилот на патот, а исто така ќе се изготвуваат и соодветни документи, проекти и дозволи од органите во случајот од СВР Тетово. Во четвртата фаза се опфатени претежно затворените паркинзи, односно од септември-декември се опфатени затворените паркинзи, како и во втората фаза, со вкупно 130 нови паркинг места, ќе се изготвуваат геодетски елаборати, инфраструктурни проекти и ќе се обезбедат соодветни дозволи. И во последната, во петата фаза, која опфаќа 2022 година, во ова фаза опфаќа паркирање на катови, вклучувајќи локации 2 паркиралишта пред Зелениот пазар со 350 паркинг места и 280 паркинг места. Имаме и една локација кај судот и паркинг на Попова шапка со вкупно 924 паркинг места, за кој работниот тим веќе штотуку започна со анализи и проектирање на планот. Јавното предпријатие Градски паркинг во моментов располага со 420 зонски паркинзи и 220 затворени паркиралишта, додека со планот бројот ќе се зголеми на 425 зонски паркинзи, 775 затворени паркинзи и 1610 паркинг места на кат. За една недела состојбата со ковид во Гостивар доживеа пресврт. Во поединечни случаи без потреба од болничко лекување стигна до двоцифрени дневни бројки на новозаразени и неколку хоспитализирани на инфективното оделение. Гостивар повторно е на удар на коронавирусот. Состојбата се смени во период од една недела. Ковид почна да се шири меѓу граѓаните. Дневно има и над 20 нови случаи. На инфективното одделение веќе се хоспитализираат пациенти, за разлика од изминатиот период кога беше стабилно и без потреба од болничко лекување на заразени. На инфективно одделение моментално денес пристигуваат 3 пациенти кои се во средно тешка здравствена состојба, не се уклучени на оксиген. Претходниот ден имаме 5 случаи, од кои едната беше потешко испратена за Скопје вчера, а едната напуштила самоволно, се подпишала пациентка и самоволно го напуштила одделението. Иначе вчера имаме 5 пациенти, значи денеска сме со 3 пациенти. Големен е бројот на амбулантски случаи, од кои ние најголем број ги испитуваме со бржи тестови и голем дел покажуваат позитивност. Најголемиот дел од новите случаи во Гостивар се од семејни кластери. Празничните собирања и прослави кои ги имаше во голем број го направија своето, оценуваат лекарите. Сега тешко е да се предвиди каков тек ќе има ситуацијата, но со оглед дека печалбарите заминаа, повеќето празници се веќе зад нас, се очекува смирување. Најчесто се фамилиарни кластери со имендани ветослави сега, често доаѓаат во контакт меѓу себе и се заразуваат. Значи од една фамилија претходни денови имаше од 7 души 4 позитивни, од друга фамилија од 6 души 3 позитивни. Иначе доаѓаат и поединечни случаи кои исто така со симптоми како на общ грип ние ги тестираме и доаѓаат исто така доста позитивни. Па ние се чекаме наредниот период, значи да помине инкубацијата, која трае 2 до 3 недели. Значи, после тоа можеме да кажеме дали ќе се смирува или ќе се зголемува бројот на позитивни случаи. Иако мислам дека имаме едно мислење дека ќе се намалува више. Според податоците од Институтот за јавно здравје, во период од една недела, во Гостивар се потврдени вкупно 96 нови ковид позитивни. Бројката на активно болни стигна до 107. Доминира сојот Омикрон и во земјава. Од Министерството за здравство информира дека оваа варијанта била детектирана во 68% од анализираните примероци.
Согласно анализите на Институтот за јавно здравје во период од една седмица, за 51% е зголемен бројот на позитивни на COVID-19 од тестираните. Расте и бројот на оние кои се заразиле иако претходно го имале прележано вирусот. Во период од една недела, односно од 3 до 9 јануари, пријавени се 946 реинфекции, со зголемување од 7 пати во однос на претходната недела, наведуваат од Министерството за здравство. Министерството за здравство соопшти дека омикрон варијантата била детектирана во 68% од секвенционираните примероци, направени во лабораторијата за вирусологија и молекуларна диагностика на Институтот за јавно здравје. Во периодот од 5 до 10 јануари од 152 позитивни примероци на COVID-19, 104 од нив биле со омикрон варијантата. Министерството информираше дека новиот сој засега е откриен во 12 градови: Скопје 48 случаи, Охрид 27, Кочани 7, Тетово 6, Велес 5, Пехчево, Штип, Гевгелија, Кавадарци по 2 и Виница, Неготино, Битола по 1 заразен. Анализите покажуваат и дека последнава недела најголем број од заразените се лица на возраст од 30 до 39 години. Според извештаите од болниците, моментално на територија на земјава хоспитализирани се 351 лице, што е 41% повеќе во споредба со претходната недела, а зголемен е и бројот на дневни прегледи во инфективните оделенија низ болниците. Од Министерството за здравство посочуваат и дека според епидемиолошките анкети, најголем дел од пациентите имале контакт со позитивен случај 3 дена пред почетокот на симптомите или добивањето на позитивниот резултат. Овогодинешните матуранти ќе полагаат државна матура по истиот принцип како и минатогодишните. Ова учебна година матурантите ќе полагаат 2 екстерни, 2 интерни предмети и ќе треба да изработат проектна задача. Новата концепција за државната матура пак се планира за следната година. И оваа учебна година матурантите ќе ја полагаат државната матура како и минатогодишната генерација која полагаше 2 наместо 3 екстерни предмети. Новиот концепт на државната матура ќе почне да се применува од учебната 2022-2023 година. Новата концепција за идната генерација матуранти предвидува 3 вида државна матура според видот на образование: гимназиско, стручно и уметничко. Директорката на Државниот испитен центар Елизабета Наумовска за Македонската информативна агенција изјави дека новата концепција за државната матура ја планираат за следната година, поради тоа што и за овогодинешните матуранти хендикеп представува пандемијата. Иако учебната година започна на 1 септември, учениците се соочиле со скратени наставни програми. Оваа учебна година пак матурантите ќе полагаат 2 екстерни, 2 интерни предмети и ќе треба да изработат проектна задача. Во учебната 2021-2022 година матурантите на 4 јуни ќе бидат тестирани по мајчин јазик, а на 13 јуни ќе се спроведе тестирањето по математика, англиски јазик, француски јазик, германски јазик, руски јазик, филозофија или естетика. Инаку државната матура во земјава се спроведува од 2007 година. На крајот на 2019-2020 година прв пат не беше организирана поради пандемијата со COVID-19. Матурата во јуни 2021 година ја полага околу 15.300 ученици. Средната оценка од двата екстерни испита беше 3,61 и подобра од претходната државна матура во 2019 година кога просечниот успех беше 3,48. Мандаторот за состав на новата влада и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски синоќа на пресконференција по завршувањето на седниците на извршниот и на Централниот одбор на СДСМ ги објави имињата на предложените членови на новата влада од оваа партија. Денеска напладне на председателот на Собранието Талат Џафери официјално ќе му ги достави предлог составот и предлог програмата за работа на новата влада. Новата влада предводена од СДСМ значи ефикасност во работењето, одговорност и посветеност во решавањето на сериозните предизвици кои што се наоѓаат пред граѓаните. Примарен фокус во следните месеци ќе биде ставен на нашиот силен одговор на глобалната енергетска криза, која се надоврза на веќе тешката економска состојба предизвикана од корона пандемијата. Во однос на кадровските решенија во новата влада, сметам дека се луѓе кои имаат професионален капацитет, честност и желба да работат за граѓаните и општеството. Луѓе кои веруваат во еднаквоста и солидарноста, кои се борат за правата на ранливите, а правичноста е нивна карактерна особина. Станува збор за тим од нови луѓе, но и докажани кадри од претходната влада, кои имале добра реализација во своите ресори.
За министри од редовите на Социјалдемократскиот сојуз во новата влада, кои ќе ги доставам во собранието се вице-премиер за борба против корупцијата и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси Славица Грковска, поранешна пратеничка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, магистер по математички науки. Вице-премиер задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битичи, актуелен вице-премиер. Вице-премиер за европски прашања, Бојан Маричич, досегашен министер за правда, магистрант по меѓународно и европско право. Министерка за одбрана, Славјанка Петровска, пратеничка во СДСМ, на СДСМ, поранешен заменик, министер за внатрешни работи во техничката влада. Министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски, кој досега извршуваше оваа функција, магистрант по уставно право. Министер за правда, професор доктор Никола Тупанчевски, професор на правниот факултет во Скопје. Министер за земјоделство, Љупчо Николовски, поранешен и би додал успешен министер во овој ресор. Министерката за труд и социјална политика, Јована Тренчевска, магистер по социолошки науки, членка на повеќе меѓународни тела, директорка на Државниот инспекторат за труд. За министерка за култура, Бисера Костадиновска Стојчевска, актуелна пратеничка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, доктор на науки, бивш продекан на педагошкиот факултет и професор на педагошкиот факултет при Универзитетот во Битола. Министер за транспорт и врски, Благој Бочварски, актуелен министер, поранешен градоначалник, дипломиран архитект. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера околу 14 часот и 30 минути на улица Маршал Тито во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, запреле автобус со прилепски регистарски ознаки, а кој превезувал ученици од Прилеп на екскурзија на Попова шапка. Кај автобусот кој веднаш бил испратен на технички преглед, констатирани се технички неисправности пошто бил исклучен од сообраќај. Против возачот на автобусот, правното и неговото одговорно лице ќе бидат изготвени, односно ќе следуваат соодветни поднесоци, додека автобусот ќе биде надвор од функција до отстранување на техничките недостатоци. На 11 јануари 2022 година во 8 часот и 10 минути, полициски службеници од оперативниот тим потраги на улица Митрополит Теодоси Гологанов лишиле од слобода 50 годишник. За него била распишана централна потерница по наредба од Основното јавно обвинителство Скопје за истражна постапка во врска со кривично дело по член 247 од Кривичниот законник. Тој бил предаден во полициската станица за понатамошна постапка. Ракометарката која потекнува од Гостивар, Белма Беба, денес од општината доби плакета и благодарница, како успешен спортист кој дава придонес во афирмација на градот. Плакета и благодарница од општина Гостивар за успешната гостиварка, ракометарката Белма Беба, која денес беше на прием кај градоначалникот Арбен Таравари. Спортистката живее и работи во Германија, но периодов престојува во родниот град, а локалната самоуправа ја искористи приликата да ја даде признание за нејзините достигнувања и за придонесот во афирмација на градот. Јас неколку пати сум кажал дека нашите спортисти се најголемите амбасадори на нашиот град. Јас дознав дека таа моментално се наоѓа во Гостивар и ја искористив таа прилика да ја повикам во мојата канцеларија, во нашата општина, да ја дадеме една благодарница за сето тоа што го прави за себе, меѓутоа и за нашиот град, нели таа било кај да оди, било кај да биде, кажува дека е од Македонија и дека е од Гостивар. И тоа поголема реклама од тоа нема. Освен што и даваме пофалница и посакуваме успех да има во професијата и понатаму во професиите во кои што ги работи таа, и да и посакаме секојаш што подостоинствено да го промовира нашиот град и нека бидат ваквите примери, рол модели за помладите спортисти кои што сега започнуваат со било кој спорт. Ракометарката се заблагодари на укажаната чест и порача младите спортисти што повеќе да работат и да се посветат на спортот максимално, за да редат успеси. Колку што сум заинтересирана, гледам дека во Гостивар има доволно таленти и би посакувала само да тренираат напорно, да работат, пошто само тоа е клучот за успех и верувам дека
ако се напорни во таа работа, дека ќе постигнат не само колку што сум постигнала, верувам дека и многу повеќе. Беба со ракомет започнала да се занимава во родниот Гостивар, а кариерата ја продолжила во повеќе екипи во Скопје, Струга, потоа во Турција и Италија. Актуелно се надпреварува во германската Бундеслига. Била дел од македонската ракометарска репрезентација и репрезентацијата на Косово. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.